двајца возрастни и 2 деца останале без дел од прстите поради користење петарди за Нова година. Со сериозни повреди од пиротехнички средства само на клинички завршиле 7 лица. Изминатите денови повредени од пиротехника биле примени и во Стараградска и ГОП 8 септември. На клиниката за пластична хирургија третирале двајца 50 годишници во 2 одвоени инциденти. Едниот повозрастниот сакал да покаже како изгледа да се пукаат петарди пред внука, што сам навистина несовесно од негова страна. И ампутирани се дел односно врвовите на прстите, а другиот 50 годишниот ја зима петардата од детето за да не се повреди детето, да експлодира во нивните раце. Овие 7 интервенции се потсетник дека за секоја повреда следуваат процеси на лекување и трајни последици по нив. Фактот дека меѓу повредените има и деца, а кај делот нив била потребна ампутација, доволно зборува за тежината на последиците врз здравјето на граѓаните. Затоа упатуваме посебен апел и до родителите да не дозволуваат пиротехниката во раците на нивните деца да биде дел од играчката и празниците да ги завршат со насмевки, а не со хируршки сали. Иако на дел од повредените им биле ампутирани прсти, а полицијата информираше за зголемена заплена на пиротехнички средства, дури 252.000 парчиња и кривични пријави за 37 лица во текот на 2025, силните експлозивни звуци не изостанаа од улиците и овие новогодишни празници, посебно во главниот град. За да се намали употребата на петарди и останата пиротехника, и Министерот за внатрешни работи размислува за заострување на казните, кои сега за продажба од страна на физички лица се движат од 100 до 500 евра, а за правни субјекти од 2000 до 6000 евра. И сум лично на размислување во делот на заострување на казнена политика која што е поврзана со, особено со ваков тип на криминал и незаконитости, во делот на санкционирање на оние кои што тргуваат, увезуваат, шверцуваат, продаваат или на било каков начин допринесуваат да пиротехниката не заврши во рацете на дечињата. Така да сметам дека ќе треба да се посветиме на ова виднина, а во однос на конкретни чекори што би ги превзеле, ќе ви известиме откако ќе одлучат случните служби. Сепак министерот може да предложи одредена казнена политика и на стручни служби, и на министерство, и на влада, и на собрание, но треба одредена процедура да се исчекори за да можеме на крајот да видиме финални резултати. Инаку во последната поголема акција во која се запленети дури 35 тони разновидни пиротехнички средства, приведени и полицаец, и тој бил дел од групата која шверцувала пиротехника во Македонија. Александар Динев, Сител телевизија.